Уште една врвна политичка трагедија во режија на ВМРО-ДПМН и злоупотреба и дерогирање на целокупниот правен систем. Ке направиме една паралела. Македонија беше, за жал, можеби единствената држава заедно со Северна Кореја која што не го одбележа и не даде свој пиетет на смртта на врвниот борец за човековите права во светот Нелсон Мандела. Зошто го говорам ова? Не само што ниту еден представник од државниот врв не беше на погребот на Нелсон Мандела, туку не се ни даде соодветно внимание на неговото дело во Македонија. Нелсон Мандела беше креаторот на помирувањето и соочувањето на жртвите со наредбодавците во Јужна Африка на невиден досега апартхеид и расизам. За да токму се испочитуваат оние критериуми за што еден процес на лустрација треба да постои, а тоа е правда, правда и правда, морал, етика, се што во Македонија во изминатиот период не се случува во овој процес. И лага Илија Димовски дека СДСМ е против процесот на лустрација. Лага е, бидејќи СДСМ го гласаше процесот на лустрација на самиот почеток. Она што не можеме да се согласиме е начинот на кој што вие го извитоперивте, го изменивте, го уништивте и го направивте процесот на лустрација ваш став во раката за пресметка и уништување на минатото, сегашноста и иднината на потомците на голем број на луѓе, а за жал и на живи луѓе. И не Македонија и СДСМ, туку Советот на Европа, која што е единствената институција задолжена за почитување на човековите права во сите извештаи, констатира дека се прекршени човековите права и бара корекција, цитирам, на контроверзниот закон за лустрација и почитување на мислењето на Венецијанската комисија од 2013 година. Денеска во оваа институција, во ова собрание, кој што треба да ги носи законите и да ги почитува уставот, се гласа за комисија од закон кој што е неуставен и кој што сам по себе во вашиот говор уште еднаш се покажува дека е политичко средство за дневна политика. Каде е правдата во вашиот говор и закон? Ја нема. Каде е моралот и етиката? Вие се дрзнавте од оваа говорница да ни забраните да збориме за лустрацијата. И кој е тој ексклузивитет на ВМРО-ДПМН да наводно е жртва на овој процес, на периодот од минатото? Ајде, Илија Димовски, ако сте минимум честен и правичен, отворите ги имињата на членовите на ВМРО-ДПМН во континуитет во некој раководство во вашата партија, кои што не биле жртви на комунизмот, односно на социјализмот, туку биле директни наредбодавачи, а седат во Централниот извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Во оваа пратеничка група и во органите на СДСМ такви луѓе нема.